На неполни 20 дена од распишувањето на изборите продолжуваат да фрчат конкурсите за нови вработувања. Според огласот кој на Агенцијата за вработување оставна на 6 февруари и траеше само 2 дена, поточно до вчера, во Прилепскиот тутунски комбинат ќе се вработуваат дури 67 општи работници на неопределено време. Дали новите вработувања се реална нужност за производствениот процес или пак се само обично предизборно врбување на потенцијални гласачи, прашавме во Тутунскиот комбинат. Меѓутоа, до овие вести, оттаму одговор не добивме. Дилемата за тоа што на вистина се крие за овие вработувања станува уште поголема и заради фактот што од јуни лани за прв човек на комбинатот со амин од владата беше назначен Зоран Пачешковски, кој во исто време е и председател на општинската организација на СДСМ од Прилеп. На случувањата во Тутунскиот комбинат реагираа и од локалното ВМРО ДПМНЕ. Оттаму обвинуваат дека ова било нов обид на СДСМ за уште еден бонбона бизнис, односно за целосно обезвреднување на комбинатот со крајна цел багателна продажба на своји луѓе. За глас повеќе на престојните избори, менаџментот на Тутунски комбинат како да решил да ги стави на коцка судбините на околу 300 редовно вработени и да вработи нови 70 на лица на неопределено време. На ваков начин директно се загрозува обновувањето на договорот со Филип Морис и работниот век на сегашните вработени. Пред неколку месеци јавно прашувавме која е идејата за поставување на Пачешковски за директор на Тутунски комбинат. Одговорот веќе го добиваме. За да посведочиме за уште еден бомбона бизнис, за како што знаеме од минатото, како комбинатот на крај би бил продаден на блиски луѓе од редовите на СДС. Инаку, Прилепскиот тутунски комбинат има традиција од 150 години. Од мај 2014 година негов официјален стратешки партнер е американскиот Филип Морис со доминантни 51% учество во капиталот. Остатокот од капиталот е од Тутунскиот комбинат, односно од државата. Со цел извлекување на комбинатот од листата на големи загубари, на која беше со децении, Филип Морис бројот на вработените го преполови, испаѓајќи од премнини на 200 работници кои беа отпуштени. На крајот од 2022 година пак, тогашниот генерален директор, исто кадар на СДСМ, го предизвика револтот на јавноста со висината на својата плата од 2000 евра месечно, додека тутунарите, исто како и сега, молеа за попристојни откупни цени.